Почитувани, Борис Георгиевски, свесен за слабата поддршка од граѓаните и неминовниот пораз во недела, кој го очекува, ги злоупотребува државните институции во партиска кампања. СДС и Георгиевски делат покани и распраскуваат пропаганден материјал за партиски настан, на кој, спротивно на закон, представници на Агенцијата за катастар ќе зборуваат од името на Агенцијата на партиски настан. Незаконието и злоупотребата на државните ресурси се белег на СДС. СДС и Борис Георгиевски незаконски ја ставија Агенцијата за катастар на недвижности во служба на партијата за изборни цели. Представници на Агенцијата очигледно се принудени активно да се вклучат во изборната кампања во име на Агенцијата. СДС ги избриша границите помеѓу партијата и државата, спојувајќи ги во едно. СДС го користи државниот апарат со цел манипулација со гласачите. СДС, спротивно на закон, ги става службениците од Агенцијата за катастар во функција на изборната кампања на Георгиевски. Вработените во Агенцијата, наместо да си ја работат работата за која се платени со парите на граѓаните, со цел подобрување на услугите на Агенцијата, тие мора да одработуваат за потребите на СДС. Од тука се гледа дека СДС не работи за доброто на граѓаните и за нивните потреби. Единствено што мислат е како да изманипулираат и излажат граѓани. СДС во изминатите 5 месеци не сработи ниту еден проект, не направи ниту една инвестиција во Газибаба, а нема ништо да направи и во иднина. Единствено што прави СДС е манипулација со гласачите, подкуп, закани и уцени, како што видовме од медиумите кои објавија фото и видео материјали. Граѓаните се свесни дека ВМРО ДПМН работи и ги крева стандардите, а СДС лаже и манипулира. Граѓаните на Газибаба пред себе имаат јасен избор дали за градоначалник сакаат човек кој фалсификува документи за трговци со дрога, како што е Борис Георгиевски, дело за кое се предвидува казна затвор од 5 години. Како што видовме од документите објавени во медиумите, или сакаат човек кој работи и гради. Граѓаните на Газибаба имаат јасна понуда пред себе и ќе одлучат дали ќе бидат водени од честни и работливи луѓе или луѓе со сомнително минато. Ви благодарам.